председателе. Јас, колеги и почитувана македонска јавност, навистина не гледам потреба и да зборуваме вечерва. Не знам зошто и оваа точка е ставена на дневен ред кога не е довршено. Ова е исто како да сега почнеме да разговараме за заклучоците кои што требаше да се донесат од јавната расправа за образованието во 2021 година, кои што се одржа во месец февруари, меѓутоа не донесовме формални никакви заклучоци, ама еден по еден можеме вака да си ги цепкаме и токму затоа и преска предложив да ставиме точка 2А, каде што и Љубомир Јовевски ќе опоминеме на брзина, затоа што денес е ден кога се гази деловникот, денес е ден кога се уништува демократијата и денес е денот кога наместо треба да се исправиме и да се соочиме со предизвикот да избереме уставни судии кои што наредни 9 години ќе водат државата, вие се срамите, вас ве нема и чекате само формално ние да си поминеме наред за она што сме се пријавиле. И денес продолжуваме со исто темпо како и претходно или како и досега, што би рекол почитуваниот Али Ахмети. Опозицијата зборува, опозицијата дискутира, опозицијата дава забелешки, меѓутоа власта мудро си молчи. Истото тоа се случуваше и на комисиите, кога немаше апсолутно никој тука да присуствува од мнозинството, освен на крајот од кога колегата од Куманово си ја вработи сопругата, мораше да иде за да не патува со автобус, за да може да си ја враќа за назад. Е така минаа комисиите за изборот на уставните судии, така продолжува и денес овој избор. И навистина не знам дали не се срамите, навистина не знам дали не чувствувате грижа на совест или одговорност, затоа што оваа денешна одлука можеби ќе ја одреди судбината на вашите деца, на нашите деца, за наредните 9 години. Според мене, уставен судија е највисока функција во државата, функција која што има најстабилен мандат и функција која што носи извршни одлуки. Функција која што може да пресече дали некој го прекршил уставот, кој што е највисок правен акт во државата, дали некој направил некаков криминал, и функција која што во превод би значила кадија те суди, кадија те тужи. Она што се однесува на Фатмир Скендер, гледам дека е по националност турчин, гледам дека потекнува од центар Жупа, она општина каде што сам против себе си прогласи победа овој вашиот, како вика, премиеров или не знам што и да е, кога се радуваше, кога немаше против кандидат, ете од таа општина си иде човеков, и гледам дека има некаква работа како правник и во општината и понатаму во апелација, меѓутоа, она што навистина недостасува е да направиме дистинкција помеѓу обичен правник, нормален правник и истакнат правник. Ако семантички размислите или го разгледате што значи зборот истакнат, тоа може да се однесува на човек, на битие, на објект, на растение, на некоја фигура, форма, како и да е, која што се истакнува со својата големина, со својата убавина, со својот интелект и така натаму, но немаме ништо истакнато тука во овој случај. Она што недостасува е, според мене, да видиме какви дела се издадени, какви трудови се издадени од страна на господинот Фатмир Скендер, не спорам за неговото работење, за неговото искуство во претходните години, иако според мене кандидати имаше кои што беа многу посоодветни за да станат уставни судии, меѓутоа овие балансери и ова што треба да биде дел од Уставниот суд како представник на турската заедница му дава предност. И тука пак ќе повторам, според мене не гледам нешто кој знае колку трагично, за разлика па од овие останатите кои што ќе ги дискутираме подоцна или понатаму. Единствено што ми недостасува е како ние би можеле да направиме разлика помеѓу истакнат правник во името на Фатмир Скендер и сите останати турци кои што работат во правниот сектор. Сега, јас навистина на процедурата имам огромна забелешка и сметам дека
тука треба да се направи еден закон за Уставен суд. Она што и претходно го има кажано во неколку наврати господинот Маричик, кој што сега е министер за јадење бифтеци, има кажано дека навистина треба да се донесе ваков закон. Меѓутоа, го има кажано 2021 година. Од 2021 година до сега тој можеше да направи работна група, која што ќе предложеше тука закон преку Министерството за правда и сите заедно ќе одредевме критериуми во тој посебен закон за избирање на уставни судии. А сега намерно, според мене, сметам дека ништо не е направено, намерно тапкаат работите во место затоа што знаат дека после избирањето на овие уставни судии, наредни 9 години тие ќе бидат мирни, па дури тогаш ќе можат да си го сменат законот или условот за станување на уставен судија и тогаш да им одговара веќе од кога новие кои што се предложени тројца и во нареден период набрзо ќе дојде уште еден, ќе им бидат завршени мандатите. Доколку си имаше желба, имаше време да се реализира сета оваа измена и да се избере, односно да се постави правилниот пат како ќе можеме да ги избираме уставните суди, ликови кои што 9 години ќе одредуваат иднината на Република Македонија. Меѓутоа, ова и не е прв пат. Практично пред година и пол видовме дека главата на мафијата која што го заштити рекетот, Добрила Кацарска, по својата заслуга нормално си стана член на Уставниот суд, па сега е и председател на Уставниот суд. Но цело е кога има се, нели така, имаше една кампања порано, па сега за да не биде сама таа господја која што го штитеше рекетот, која што го штити криминалот, која што ја штити корупцијата, мора и незините другарчиња, кои што заедно ја донесоа оваа Република Македонија од 66-то место на 111-то во однос на корупцијата, да си се приберат сите на едно купче и за да си бидат заштитени во наредните 9 години. И горе-доле во тој правец се движи, еве јасно ни е на сите на каде се движи оваа работа со изборот на уставните судии. Пак ќе повторам, мислам дека сте сите доволно свесни и мислам дека сите доволно голем греф знаете дека правите. Меѓутоа, како ќе ви кажат овие вашите од влада, како ќе ви каже овој што е хуманитарецов Зоки, тој вака што правеше, он како ќе ви каже, вие така морате да правите. Луѓеве, деца имате, ало. Деца имате. 9 години, знаете ли што значи? Вие не гледате ли извештај од Европска комисија? Не гледате ли на каде се движи државата? Не гледате ли дека 92% од граѓаните немаат доверба во судството? И вие упорно продолжувате натаму да идете. Мислите дека со вашето предавство што ќе ги внесете бугарите и ќе го смените образованието во Република Македонија, дека ќе влезете во Европска унија? Ова е основниот услов. Не е основниот услов клечење на коленици и виткање кичма. Ова е основниот услов. Борба со корупцијата, управување со судскиот систем, управување со администрацијата како што треба. Ова е основниот услов. Вие продолжувате паушално за ги заштитите криминалите на Вици и на Зоки, да носите одлуки за кои што сте свесни дека не чинат. Ако не беше така, ќе бевте присутни на комисиите, ќе дискутиравте и ќе ги браневте овие кандидати. Но ниеден од вас, од мнозинството, не испадна 2 збора да каже за било кој кандидат. Јас да сум како нив, искрено би се засрамил. Ај па понатаму ние предложивме како опозиција да дојдат, да ги видиме, да се произјаснат, да кажат што имаат да кажат. Гледам дека ниту едното, ниту другото не беше прифатено. И сметам дека со овој начин, што Маричич не сака да донесе закон за Уставен суд, сметам дека со овој начин, со аминување на криминалот и со правење на купче на криминалци таму, злосторничко здружување во Уставниот суд, не и се пишува на Република Македонија ништо добро во иднина. Ве молам, совземете се, поништете ја оваа точка, дајте да се вратиме од почеток, дајте да направиме нешто добро за идните генерации. Благодарам. Реплика Бејџан Илјас, повелете.